По оценка на штабот, а врз основа на претходно направени планови, беа превземени мерки и активности за одржување на стабилна безбедносна состојба, јавен ред и мир, како и да се гарантира безбедноста на учесниците на надпреварот, представниците на УЕФА, навивачите и граѓаните. Оценката која утрово ја добив од штабот е дека деновиве пред одржувањето на надпреварот и денот на надпреварот, безбедноста на граѓаните и сите учесници не била загрозена и не се регистрирани сериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Приведени се 14 лица, од кои 6 странски државјани и 8 македонски државјани. Еден странски државјанин не повикан да даде исказ пред јавен обвинител, бидејќи бил купувач на билет во случај на препродажба на билети. Регистрирани се следниве случаи. 3 случаи на препродавање на билети за Суперкупот од страна на тројца странски државјани, 2 англиски и 1 српски државјанин и 2 македонски државјани за кои во текот на денешниот ден ќе бидат поднесени кривични пријави за сторено кривично дело недозволена трговија, став 2 од кривичниот законник. Продажба на шалови со надписи на наведените екипи од страна на 2 македонски државјани, против кои им е издаден записник за прекршок по Закон за трговија. Спречување на службено лице во вршење на службено дејствие одвработен во Агенцијата за разузнавање. И извршена тешка кражба на дрзок начин над британски државјанин од страна на непознат таксист, при што му се одземени 400 евра и златен ланец и за тоа се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и поднесување на соодветната пријава. Истовремено дозволете да ве известам и дека владата на Република Македонија ги превзеде сите активности во нејзина надлежност за исполнување на барањата на УЕФА, кои согласно договорот требаше да се исполнат до 23 јули. А владата вложи дополнителни напори и сите пречки со кои се соочивме на стартот беа отстранети до 20 јули. Голема благодарност до вработените на владата и јавните предпријатија кои со својот ангажман допринесува за позитивна промоција на Република Македонија пред светската јавност. Упатувам и голема благодарност за одличната соработка со ФФМ и УЕФА, со кои постојано комунициравме во интерес на одличната организација на овој настан. И на крајот благодарност и до медиумите за соработката и почитувањето на правилата кои беа пропишани од УЕФА. Благодарам. Дали имате некои прашања? И во однос на двајцата вработени во Министерство за внатрешни работи, за кои што е подигнато обвиненија, кои што се во бегство, се преземаат сите можни мерки од страна на надлежните служби во Министерство за внатрешни работи, се со цел да дојдеме до податок каде може да се наоѓаат, се со цел да се исполни судската одлука за притвор кој што имаат, и тоа заради тајноста на постапката, заради можноста да попречиме во таа истрага, јас не можам повеќе детали да соопштам од тој аспект. И во однос на второто прашање, сакам да знаете дека и двајцата веќе немаат никакви права од работен однос, затоа што им се во мирување, така како што пропишува законот, додека службеното оружје на Горан Груевски вчера е вратено во Министерство за внатрешни работи. Така да и таа работа или обврска на Министерството е завршена. Да. Ако е прекршок, се води постапката пред судот за прекршоци. Ако се за кривичните дела, тогаш пред судот за кривична постапка. Јас имам прашање за овој вработење во Агенција за разузнавање. Се какви прекршоци кривични какви следуваат? Па јас соопштив дека за него ќе се преземаат кривични ќе има кривична пријава заради тоа што има спречување на службено лице во вршење на службено дејствие. Без разлика кој е во Република Македонија, граѓанин или вработен во било која служба,
Дополнително, ваквите вработени во безбедносните служби, пред се и во Агенција за разузнавање, не смеат да си дозволат да спречуваат службени лица во вршењето на собствената дејност и не може да се ставаат надредени над законот без разлика каде се. И заради тоа ќе биде подесена кривична пријава. Очекувам дека и неговата институција во која што работи соодветно ќе превзема соодветни мерки за да не ни се повторуваат вакви случаеви на однесување кое што е спротивно на сите правила и прописи.